Поставам дека сте правник, а со правници јас никогаш во животот не сум можел да се разберам. За една работа можете да добиете од нив 100 мислења, али ни едно мислење како треба да биде работата. Второ, мене ми ги објаснувате овие нешта. Ве молам, би требало да ме познавате. 2013 година законот за земјоделски задруги е мој. Јас сум го правил. Дали ме разбирате? Јас зборам овде за креирање на земјоделска политика, на голема филозофија. Ова вие што ми го кажувате, тоа е техничка работа. Тоа не ме интересира мене. Не ме интересира ни ИПЕРТ. Ајде, ако е така, да ги побарам извештаите, да видиме дали се подпишани луѓето за имплементација на тој проект. Дали навистина се потрошени средствата. Ми имаме резерва и на такви работи. Али, значи, да не ги отвараме сите тие теми. Не знам во кои услови се донесени представниците на земјоделските здруженија. Не слушнав дека имало представници на некои си земјоделски задруги, па да кажам, многу и малку ги има тие земјоделски задруги. Она што ми вика, што кажете дека имаат потешкоти околу регистрите и така натаму, па што име работата таму во земјоделие? Нека седнат, нека работат. Не може друг да им го работи тоа. И знаете што излегува сега со овој закон? Министерството на елегантен начин да се ги префрли обврските на друга институција, за да ги нема проблемите околу задругарството. И од таа страна, мислам, и на тој начин може така да се размислува. Но, ние не можеме никако да се разбереме. Мислам, јас затоа и ќе завршам дискусијата. Јас зборувам за креирање на земјоделска политика, за големата слика. И така треба да се раководиме. И така требало да размислува и министерот за земјоделство. Не овој, уште овој претходно. Затоа што овој закон за земјоделство и рурален развој веќе ги има, ги содржи овие 5 члена од законот за земјоделски задруги и фактички требаше, еве го дочекапе тој ден кога требаше да се финишира. Значи, овој е еден проект кој што претходно се развива и се работило по него. И неверојатно, меѓутоа, инстинктот проработил кај нас дека нешто не е чисто во тој закон. Од 2020 година, мислам, или 21-а, не се сеќам добро, од друг министер доставен за земјоделство. И сега, знаете што, нечесно е од владата овакви работи да прави. Мора да се консултира со опозицијата. Мора. Не може да се испраќаат закони, да бидеме ставени пред свршен чин. Еве сега, ние колку и да гласаме, ќе не надгласате. Ја нема да гласам против законот, затоа што е, кажав, добар, технички одработен, но ќе гласам воздржано, заради тоа што не го прифаќам. А сметам дека по овој основ, без оглед вие колку може да сакате да кажувате убави зборови, овој закон е крајно штетен за земјоделството. Крајно штетен. Ќе го упропастиме и законот за земјоделство и рурален развој. А тоа е основата, базата на сите земјоделски закони. Го уништуваме специфичен закон кој што третираше токму таа материја, закон за земјоделски задруги. Па ви кажав од која година, од 45-та година, дека функционираат земјоделските задруги кај нас. Дека првата земјоделска задруга во тогашна Југославија била токму во Македонија. Имаме традиција, имаме блок кај одредени земјоделци околу доброволното зашедување во земјоделски задруги, тргнавме со тој процес, се покажаа ефектите позитивни. Еве, сега све упропастуваме. Фино, ќе градиме фотоволтаици, ама тоа треба на 5-та категорија, не на 5 метри да бидат покачени, овој како се вика, панелите. Ете, тоа сака да го кажам. Значи, јас ја спорам политиката земјоделска, не го спорам законот.